пристап по кој културата и туризмот се третираат како државен приоритет, како национален идентитет и како двигател на развојот. Кога ја презедавме одговорноста да раководиме со Министерството за култура и туризам во 24-та година, наследивме култура без стратегија, без јасни приоритети, без акцијски план. Гломазна мрежа на национални установи, бројот на националните установи беше зголемен од 64 на 72. Наследивме и долг од 273 милиони денари само по основ на плати во националните и локалните установи. Што беше нашата прва задача? Стабилизација. Со првиот ребаланс на буџетот ги обезбедивме средствата, овие 270 милиони, сите наследени обврски и дополнително обезбедивме плюс 71 милион денари за програмски активности и над 78 милиони денари за инфраструктурни проекти во општините. Дополние се обезбеди. Но нашата цел не беше само да ги решиме горливите проблеми. Нашата цел беше да се воспостави, да се изгради стабилен систем. Затоа започнавме со најобемниот процес на стратешко планирање. Изготвивме анализа за рационализација на националните установи, Националната стратегија за развој на културата, Националната стратегија за културно наследство и Националната стратегија за развој на туризмот. 3 стратешки документи кои што се веќе готови. Паралелно работиме на суштински измени на законската рамка преку Законот за култура, Законот за културно наследство, Законот за филмска дејност и Законот за авторски права. Законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион и Законот за старото градско јадро на Охрид. Во 2026 година по успешната реализација веќе во 28 установи. Овој делегиран буџет значи поголема автономија, поголемо управување и поефикасно управување со јавните средства, но и многу поголема одговорност кај менаџерите или директорите на националните установи. 200 милиони денари што ќе овозможи интензивирана градежна офанзива. Обновата на системот за заштита на културното наследство беше една од нашите приоритетни обврски, насочена кон зачувување и афирмација на македонската култура. Заштитата конечно го добива третманот што го заслужува, бидејќи инвестиција во нашето наследство, во науката и во националниот идентитет. Говори се, така да се надевам дека до крајот на оваа недела ќе ги имате сите потребни